Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание Јади Борек на ТВ Сонце. Вечерва е една емисија која долго време се планираше и е една од пооригиналните по својата форма ќе биде. Знаете дека еден мал краток вовед морам да направам во целава работа. Знаете дека доста емисии посветив на здравието, што е добро за нас, како да си го подобриме својот квалитетот на животот. И една од првите работи, со гордост ќе кажам дека бев и првиот, каде што се промовираше како здрава исхрана сировата храна. Многу дознавме пред десетина години колку е добро да се јаде сирова храна, иако го практицираме некако интуитивно, но не доволно. А денеска мене ми е големо финале на тој мој почеток, затоа што во меѓувреме се создаде нешто сосема друго. Имено, сирова храна да ја конзумираш е многу едноставно, ама и многу комплицирано со нашиот начин на живот. Вечерва во студиото имам двајца драги гости кои тоа ниво на здрава храна го издигнале на левел 9000. Слушајте, ако ви е стало до вашето добро здравје и добар изглед, затоа што овие ги имаат откриено сите можни тајни на здравата исхрана. Маја Платнар и Александар Стефановски. Добро. Не прашав за твоето презиме. Вечерва е и денеска е роден ден на Здраво Живо, ресторан, брендот Здраво Живо. Маја, ти си или двајцата како и да е сте креатори на овој бренд и малце сега како почнавте, што беше идејата? Прво беше вака. Идејата беше прво да ти заблагодарам за поканата, после да ти заблагодарам за прекрасниот вовед. На крај да ти кажам дека идејата за здраво живо е кога човек ќе си најде лек за нешто, сака да им го каже и на другите, бар тоа е мојата филозофија. Во моментот пред скоро колку му доаѓа 12 години ми откриавте имунозаболување. Многу пати сум ја раскажала приказкава, не сакам сега за тоа да разговарам. После кратко време открив дека сирова храна може и тоа како да помогне. Јас веќе ја викам жива храна со години. Може и тоа како да ги подобри симптомите кај едно такво заболување. Се обидов, пробав, после 4 месеци ги фрлив лековите и сватив дека навистина се е во храната. Добив многу енергија, се чувствував повторно 100% здрава. И еве години после тоа јас немам симптоми, сум во ремисија, ми се случува и да добијам некои симптоми, меѓутоа многу лесно тоа сето поминува без никаква грижа и решив дека треба и на другите луѓе да им помогнам. Од дома готвев, значи работев сосема друго нешто, јас сум по професија преведувач од латински и старогрчки. Во тој период преведував од англиски и работев од дома. И се погоди. Латински, Маја? Да, тоа имам дипломирано. Да, класична латински. филологија. Да, латински и старогрчки. Вадај ретро. Omnia mea me comporta. Homo ipse est fortunae suae. И во тој период почнав да готвам за неколку луѓе од дома. Нивните симптоми почнаа да се повлекуваат, тоа беа исто луѓе кои што имаат здравствени проблеми, видовме неверојатни промени. И реков зошто цела оваа приказна да не се приточи во нешто поконкретно, односно во место каде што ќе имам каде да ги подготвувам оброците. Почнав да правам прво за почеток за душа работилници. Работилниците ги одржував дел во МКС, дел во КИЦ и таму доаѓаа луѓе се запознаваа со тоа што е сирова храна. Паралелно со нив учев и јас. Имав едно обично апаратче Искра, ако се сеќавате на ние со ес нож, како се вика тоа, Искра. мултипрактик. Така. Ето така и таму ги правев сите јадења, дури и смуди, немав ни блендер. Значи апсолутно почнав од најнула што се вика. Меѓутоа кога човек сака се може. Ми се појави еден пријател ми поземи блендер тогаш, па почнав јас да ги правам нели смудијата и приказната тргна и викам ова сето мора да има име. Сепак се од работилници, треба да оди под некаква си капа, да не биде дека само Маја ги прави. И совршено ми беше затоа што сум, ви кажав, преведувач влюбеник во македонскиот јазик, реков ова мора да се вика некако на македонски. И немаше подобро име, затоа што храната е здрава и жива, односно е термички необработена и здрава. Здраво живо е прекрасниот македонски поздрав, здраво живо.
и ми се вклопи целата приказна, така се роди името Здраво Живо, кој што да денешен ден е одржана првата работилница по тоа име. И разкажи ја приказната за здраво живо. Тоа е сосема друга приказна. Тоа е Раскажи ја. Ајде, раскажи ја. Ти сакаш да ја раскажеш? Повели Александар. Па не, ама интересно за македонскиот народ, кога луѓето од горе иделе доле, од некем да ги Горна и потребам долна од Македонија. горна Македонија се симнувале во долна Македонија, имале поздрав здраво живо. Не здраво. Здраво, а кога иделе од долна Македонија во горна Македонија е живо. Значи овие го славеле животот, едните го славеле здравието. Кога си Кога на се море го славиш среќавале? само животот, нели здравие имаш, а овие горе го славеле здравието. Не сум знаел ова. Е, Добро. таму е здраво живо всушност. Се здраво живо или живо здраво? Е па живо здраво и здраво живо. Па по некоја Вие сте логика е одгоре здраво надолу. живо. Здраво Да, живо. здраво живо, да. Или на англиски преведено, вајда стручно, Па hello на life. англиски се уште не сум сигурна дека е Се така. шегувам, ама така стои на Тоа е твојата страна. директен превод од Google, Да, Google. што не е тоа добар превод. Не, не. Да. Не е адаптацијата Не, добра. да, не е адаптацијата добра. Она што сега ме интересира. Значи, предпоставувам пред да ја детектираш, пред да ја откриеш твојата болест и твоето заболување, имаше како и сите, ние еден нормален, лагоден поглед кон животот и тогаш се менува. Кажи ми, што те наведе да, бидејќи предпоставувам дека си била под медицински третмани, прегледи и така натаму. Кога, у кој момент тебе ти текнува, чекај, ја треба да сменам исхрана. Затоа што пред 12 години ние немавме така свест за здрава храна, особено па за сирова. Така е, јас седев дома после болница, во болница лежев долго време и после болница седев дома и преведував, како што ви кажа, преведувајќи слушам на телевизија интервју со Слаđana Велков, сите веќе ја знаат доктор Слаđana Велков, Кај мене? и на МТВ беше емисијата. Првата беше кај мене, значи утринска после е на ова. утринската, Да, добро. утринска емисија и Слаđana Велков раскажува за сирова храна и колку тоа добро влијае на автоимуните заболувања. Веднаш седнав, изгуглав. Има нешто што е неверојатно што морам да ви го раскажам. Јас работев за Табернакул како преводач на медицинска литература. 6 години пред да ми се случи Медицинска литература. медицинска литература, Тоа значи стручна. прилично добро ги барата стручните изрази. Ето со Тоа е кој големо ше. ниво за... Македонскиот јазик треба, нели, преведувачот добро да го владее. Стручните термини се наоѓаат. Имавме стручен Да, тие медицински речник кој што го направија Табернакул и беше супер помагало. И латинскиот твој. И латинскиот секако дека многу помага. И отворив одма на интернет да читам и сега јас не што сакам да ви кажам, преведував долго време во Табернакул и кога ми ја кажа името на дијагнозата ми звучеше нешто познато, меѓутоа не во моментот не сакав ни да читам, ни ништо, си викам само да помине, да нели во моментот не ни знаев што е. Меѓутоа се враќам дома после 21 ден поминати во болница и читам, отворам компјутерот, мијестенија гравис. Јас сум преведувала за мијестенија гравис пред 6 години. И тоа ми беше неверојатен факт. И во книгата во која што сум преведувала наведено е дека храната е премногу значајна. И тоа ми беше дополнителен тригер, интервјуто со Слаđana, што го изгледав и сето тоа вкупно ми даде да истражувам на интернет. Пронедов премногу луѓе кои што имаат сведоштва на YouTube, кои што раскажуваат како им помогнала сировата храна, како ги сфрлиле лекарствата, колку тоа многу значи. Во стручните преводи, кога си наишла, бидејќи сега се фаќам на првата реченица, дека си преведувала за мијастенија гравис и дека во тие текстови си наоѓала дека е многу важна исхраната. Во која смисла стручниот текст вели дека е важна исхраната? Да не разболиш или откако ќе се разболиш, како да се третираш? Таму се зборуваше за отпосле, значи За отпосле, не за превенција. Немаше за превенција. Добро. Да, меѓутоа апсолутно дека за превенција е значајна храната. Ние затоа и здраво живо го славиме, ние во моментов ќе зборуваме, нели? 95% од луѓето кои што јадат кај нас се 100% здрави, не дошле заради проблем. Сватиле колку е значајна превенцијата и ако ништо друго, еве ни еден од нив 2 години не заболат ковид. Се сменија, значи 5% беа здрави, 95% беа што имаат проблеми некакви. И тоа се смени за 10 години. Во текот на годините што се сакаме да кажеме менуваше. дека свеста е многу порасната, многу е Премногу е порасната. порасната. Како
се велиш дека после тоа одржуваше овие воркшопови. Да, работилници. Како? Работилници, Работилници, да. се извинувам. Да, подобро на македонски. Преведува. Ја гуглам и све ми е англиски. Англиканизми. Велиш дека држеше работилници, но и исто време учеше. Да Така. држиш работилница, обично нели бара големо предзнаење. Го имаше ли ти тогаш или работилниците напротив и ти беа начин на кој, што се вика, во живо да гуглаш меѓу луѓе кои ја знаат малце таа проблематика? Ги правев работилниците тематски. И Добро. беше многу поедноставно. Во смисла, првата работилница беше што е смуди, колку е значено смудито и зошто треба да го пиеме. Изборувавме само на темата смуди. Втората работилница беше млечни продукти, во наводници млечни, нели растителни млека, сирења од растителни. И ги правев тематски. И многу се спремав пред да ги направам. Имаше период меѓу двете работилници. Не беше тоа од денеска и утре. Барем 2 недели имаше период меѓу двете работилници и баш се подготвував. Експериментирав дома, подготвував рецепти. И на самите работилници, бидејќи имаше многу посетеност, спремав и многу храна. Така научив и храната многу подобро да ја спремам, затоа што спремав за многу голема маса на луѓе. Секако имав и помошници, не бев сама тогаш. Наредната година го запознав и Александар и рековме, ние ќе отвориме ресторан. Браво. Ме интересира пристапот кон третманот на сирова храна. Имено, и мене ме фасцинираше во тие години, кога разбрав за сировата исхрана, и многу мои блиски, но брзо се откажавме затоа што не се сасува вакви производи, знаеш. Невозможно. Некое време ќе носиш банана со тебе, јаболко ќе носиш, бара голема посвет, барем мене, ја чувствував дека ми одзема многу време како да сготвам манџа, како да сготвам сендвич, како да направам сиров леп или така нешто и така натаму и така натаму. И немав. Вие двајцата со здраво живо уште не бевте толку, не допре до мене, обично, знаеш, ќе се посветев, ќе се поврзев со вас и така натаму и така натаму. Ме интересира, која е вашата филозофија, зошто исклучиво сирова храна, што се сознанијата? За овие 10 години сте дознале многу. Зошто не Лично термички искуство. обработена? Зошто не приработена? На овој начин, ова е некој начин приработена, но сепак сирова, термички Сработена. Сработена. Сработена, не е преработена, сработена. Што е? Акцентот е на алкална храна, не прашаш Не, уопште. Не разбирам. Зошто? Зошто сирова? Зошто сирова? Затоа што е алкална. Зошто е алкална? Па самото тоа што е жива храна, што не е термички обработена, е по себе алкална храна. Тоест секој термички процес станува кисела храна. Се закиселува на еден начин. Тоест не добро балансирана, ете тоа е добриот одговор. Добро балансирана храна. И се уништуваат витамините, минералите, значи нешто се задржува, да, меѓутоа грото се уништува кога оди нешто на температура. Ние не сме се откажале од ниту еден вид на храна, далеко од тоа, нит сме вегани, нит сме вегетаријанци, нит сме си се, не знам, сме се Не стајле. да се правдаш, маја. Не, кажувам Мене само ме интересира... кажувам само дека меѓутоа според мене пие термичко обработено кафе. точно така. Процесот за да Со го млеко. исчистиш организмот со сирова храна е најдобар заради тоа што се што му треба на организмот нема опција да не го внесиш. И е единствениот начин да ти конзумираш ензими. Ензимите не држат здрави. Тие се Ај, објасни биолошки го малце тоа. катализатори, биолошките катализатори при температура се уништуваат. Ги имаме во природните сокови, ние ги јадеме во овошјето, ги има, меѓутоа во оваа количина во која што ние ги јадеме преку сировата храна, особено преку ртениците, кои што се во изобилие ние ги користиме секој ден во оброк, обавезно во еден барем ги има во денот,
единствен начин да ги примиш е преку сировата храна. Зошто е тоа толку важно? Можеш Затоа ли што да тие го се биолошки образложиш? катализатори. Тие Што значи тоа? ги забрзуваат и ги контролираат сите процеси во организмот. Метаболизмот функционира само кога ти имаш добро количество на ензими во организмот. Функционира добро. Значи во тој случај самиот организам станува алкален, во алкална средина нема болести, во алкална средина не се размножуваат ни канцер клетки, значи затоа е толка голем успехот кога човек преоѓа на сирова храна. Знаете, оние што се противници на ваквиот вид исхрана, што Не може да биде противник на краставица. Тоа цело време се обидуваме. Значи не можеш да бидеш против на краставица или на домат. Не можеш да се противиш на тоа. Значи ќе си земеш токава ребро, па ти доаѓа едно пат лиженче да каснеш краставица. Не можеш да бидеш против пиперка. салатата. Посебно македонец, под Зборам- прилеп да си против пиперка да бидеш. зборам за идејата за алкалност, дека е апсурдна, велат противниците, со тоа што самиот желудник лачи огромна киселина. Точно. И средината е кисела. Он мора да создаде кисела средина. Па сега шо и да му земеш, он мора да го скисели тоа за да го обработи. Како тука ензимите преживуваат и ние ги добиваме, тука малце тие процеси. Ензимите одат директно во крвта. Значи крвта е таа што Ама не, како ги ја води- преживуваат киселината и не ги скиселува. Ама таа киселина е добра киселина. Да. Значи киселина не значи закиселен организам. Добро? Да, ја да не воопшто Не, не сум те ни лекар, молам. ништо да не одам во стручни. Мене ме интересира вашата филозофија, а не... Киселината не значи закиселен организам. Така. Закиселен е кога pH вредноста на крвта ќе отиде под или над. Значи може да биде телото и многу и не е, значи телото настара да не биде базно. Така. И треба да постои апсолутен баланс. Со ова се постигнува баланс и хормонален, се постигнува баланс во целиот дигестивен систем, се постигнува баланс на крвта, се чисти. Што се сме виделе? Што сте виделе? Многу чуда. Кажите Сме ми. виделе чуда. Еве најголемото ќе го кажам заради тоа што има и документ. Да? Иако многу луѓе рекоа сме биле шарлатани. Ако? Тоа е Да, нормалното. има документ со кој што е докажано дека после 9-месечен третман со сирова храна се повлекоа плаки од мозокот од мултиплекс склероза. Значи тоа е доказ. Ова е доказ. Образложи го малку пошироко. Имавме еден Веројатно, клиент. имавме клиент кој што јадеше долго време и кој што беше максимално дисциплиниран. Значи тоа е најбитно, да си дисциплиниран. Најважно е да си дисциплиниран. И неговата дисциплина Слушам. успеа да него го води доктор од Хрватска, кога отиде кај докторот после 9 месеци и он цело време си одеше на контрола и он му викаше прави тоа што правиш, продолжи да го правиш. Кога отиде после 9 месеци на контрола на снимка, му виде 2 повлечени плаки. Плаките Што е плака? Плака е дупка во мозокот која што се прави во автоимуно Дамка. болест дамка. Дамка. Флек. Флека во мозок. При каква болест, извини? Мултиплекс Мултиплекс склероз. склероза. А мултиплекс склероза. Добро, добро. Да. Малце замешав шекеров, Јастенијата. Добро? Баш е вака да се изразам, лек е за шекер, за луѓе со дијабет. Тоа е лек. Да. Кога имаме канцер, знае да помогне. Тоа е само многу помага, не е лек. Значи живата Сме храна не е виделе и лек. кај што била лек. А и да. Како? Тоа беше вториот најуспешен случај, неоперабилен рак на мозок, Добро? се повлече скроз. Тоа беше со улје и со Со здрава улје, да, препорачано се од доктор и тоа од најдобриот, угриност. да, слободно ќе кажеме, заради тоа што оние препорача господјата да си набави. Отскоро си ми фан, па ми ја следиш емисијата, чим не ја знаеш Велков кај мене, 3 гостувања незини. Како не ја знам, ја кажав знаеш ја каде таму. беше, само јас која добро. гледав. Утринска беше, како не сме Не, гледала? се шегувам, мај, Да. се шегувам. Ја тебе Да те секојаш опуштам. сум ти фан. Ами за дијабетот може поубаво да... Може. Сакам да кажам дека ова за алкализирање на организмот, првата теза која е извадена е од алхемичарот, медицинарот Парацелзиус, кој живее негде 1540 година во Швајцарија, кој го сметаат и за прапочеток на современата медицина, но и шарлатан кој се занимавал и така натаму и така натаму.
Он велел дека лекот за сите болести е закиселениот организам. И првиот е кој мислам дека е употребил сода, не сум попроучил, но првото кога нели Сода бикарбон. да, воопшто за алкализирање збореме и за киселен организам, тоа го има токму Парацелзиус. Но во 30-тите години добитникот на Нобелова награда за медицина, во овој момент не го изгуглав, се извинувам што не можам да го кажам името, човекот кој вели дека црвеното месо закиселува и за ова добива Нобелова награда. Денеска вие тоа е не знам како избришено од колективна меморија, дека црвеното месо ужасно закиселува и дека е еден од основните причинители за рак. Во суштина, закиселениот организам, киселата средина. Мене многу ме интересираше што е механизмот на целава работа. Што е тоа алкализирање и така натаму. Вела дека во алкална средина немаш доволно кислород. Немаш ли доволно кислород, клетката се деформира и дегенерира. И тогаш доаѓа до некоја погрешна поделба и имаме некоја, бидејќи канцерот е наша клетка која е дегенеративна. Во кисела средина. Во кисела, да. Знаеш како, тоа сакав да кажам, значи, многу е важно дека веројатно постојат и други начини да се откисели организмот. Ете, со сода бикарбона, можеби некои се измислени, не знам, ние суплементи или не знам како да ги крстиме. Не само што е локално, туку тоа е агресивно. Да. Ова е храна. Значи, овде се ужива. Ние спремаме оброци кои што се на вистина за уживање. И спремаме секој ден по 5 оброка за луѓето и тој јаде. Значи, со јадење и со уживање во секој ден различен вкус, тој се доведува во состојба да е здрав. Имате ли, користевте ли нечии туѓи искуства, например, или од некои земји традиции на користење, на правење? Ја од Маја користе све. Све искористив од Маја. Од други средини. Например, ова што го кажуваш, дека со храна луѓе, бидејќи има, ќе збориме и за тоа, нели, нарачки им спремате, подготвувате, цели оброци се предплатувате и така натаму, дури јас го користев, прекрасно беше во еден многу мој здравствен тежок период, од кој излегов, фала Богу, меѓу кои вие ми помогнавте. Дека со исхрана, уствари, средини и традиции каде што нема медицина, нема лекови. Како се лечиш? Локалниот готвач ќе ти каже што ти е, глава ме боли, стаи кари. Зборам Индија. Индија нема лекари, нема гуруа кои лечат. Има готвачи кои ќе ти вика поише кари или помалку кари. Мислам, буквално некако сега ја карикирам целава работа. Не карикираш, точно. Тоа е точно, меѓутоа, знаеш како јас никогаш кога ќе дојдат луѓе, ама дали да се напијам ова или дали да се напијам чај или дали да каснам не знам што или барат да земам посебен специфичен лек да им предложиш. конкретно нешто, никогаш не можеш да го решиш проблемот ако се напиеш денеска диво оригано, а после да отидеш и да извадиш кило свинско. Значи не можеш тука да направиш баланс во организмот. Не, во ред ти да направиш баланс, меѓутоа во моментот лекот ќе му го одземеш силата. А за да му ја дадеш силата, дај му живо нешто. Значи, затоа и моето мото и мотото на ресторанот и на... само живото раѓа живот. И така е, кога ќе фрлиш живо бадемче, ќе порасне бадем. Ако фрлиш мртов печен бадем, нема опција да порасне нов бадем. Ензимите се уништуваат со термичка обработка? Да. Се се уништува. Значи, останува по некој витаминче, минералче, ама тоа е колку за вкусови, тоа е... Сепак не е тоа што нас не треба. Тоа е филозофија на мајка ти, на баба ти. Јадеш месо, ќе седнете на трпеза, имаш салата, многу салата, ама претходно имаш супа. Супата е богата со зеленчук. Значи, тоа е една филозофија која што се влечела, порано не ја знаеле, ама ја практикувале. Ние сме благословени каде живееме. Кај нас има толку зеленчукот, има толку вкус, што цел свет можеби сме го прочитале. Осам бананите у Париз, тие малите, со сенки што афрички. Од каде што ми е потеклото. Значи тие беа совршени, али другото све е на пластика, нема вкус. Босилокот нема вкус на босилок. Ај со друг збор, Македонија е совршено место за сирова храна. Гости кои ќе дојдат од други земји кои што пробале сирова храна, кои што знаат, каде што има и ресторани, воодушевени се од вкусот, а јас тврдам дека е само заради вкусот на
ти кој ќе каснеш дома во Македонија, ќе Добри каснеш и ќе сме. пораснеш. Буквално е така. Касни, порасни. Порасни. Не, сепак и не знам како, просто ќе кажам, ги зачинуваме работите. Не ги правиме, значи не мора ако е здрава да биде блјунтаво, безвкусно. Да, луѓето имаат таков впечаток. Ама пошто така сите прават. Денеска гледав емисија имаше на Discovery за се извинувам, на YouTube ми излезе трендо нешто објави. Вика, можеш да ставаш што сакаш, и ригано, и кари, и ова, и она, ваму таму. Единствен појачивач природен на вкус е сол, ништо друго. Така, Ти така. џабе вика, еве ти компир, што сакаш тај му? Еве ти само малце солца. Па, Кој е тоа е повкусен? И вика, солта е... А македонскиот домат Значи- дури ни сол не му треба. Природно е тоа. солен. Али тоа сум го приметил, но се поише губи, велат дека јас се сеќам Драгица Зенделовска од фармацевскиот факултет која работи на институтот, лабораторијата, вика, дојдени сме веќе во фаза каде што ако не водиш таков живот со така, вика дека суплементи обавезно ти требаат. Доматот Тоа сега сега да кажа. спореден со доматот од 60-тите години има изгубено барем 50% од нутритивните вредности. И сега, значи ја наместо еден треба 2 домати да изедам за да биде еден домат. Ама тоа па носи некои други проблеми, нели, дебаланси. Како тука, Маја? Александар? Зависи. Ние си имаме соработка со што нели не смееме ние да купуваме како ресторан од пазар, што е жива глупост, ама тоа и така е во цел свет материја. Што збориш? Па да, не смееме да купуваме од тезга. Мислам не Се дека смееме, не ти направат смееш, фискални ама да имаат. Не може фискална ти не треба тие пари да ги правдаш. О, Бог да, Да, чува, итана, не сум итана. знаел за вашите Тоа е проблеми. да, тоа е Имаме веќе една друг. девојка, жена која што ни обезбедува од која што она може да откупува од селаните, Добро? и она нас ни носи. Значи она зема од нив и ни носи на нас. Буквално ја знаеме од таму од кај што зема. Она работи исклучиво со вас или работи? Не, работи со работи сите со ресторани, други, ама ама- нас на маце не гај, не гледа, така 10 Така. години маце не гледа, не. Знае дека барате нешто поекстра. Знае Знае дека е дека основна храна кај нас. Тоа е бифтекот, она Да. ни носи бифтек, ребро, све она ни носи. А тоа е доматот, пиперката. Пиперката. Све е Да. тоа. Така. Само да не ги Малку да. забораваме јатките. Да, малку Тоа е внимава и што ни темниот. носи и имаме одлична соработка, значи јадеме врвна храна. Така. Ај сега да дојдеме до рецептите. Колку овие производи што ги имате се оригинални, колку се импровизации, колку се провиденија? Па веќе 100% можам да кажам дека се сите скоро оригинални. Може на почетокот Маја, ама Маја настапи со книга, со оригинални рецепти. Со 100 оригинални рецепти настапи. Може да раскаже една мала приказна во Париз, која била мала, што се случило за да разбереш која приказна? Кажа пише беше малечка. Трчаше таму. Да, со моите, да, знам за што зборувам. Да. Да. Океј. А, Одиме? во музеј за парфеми влеговме и ни дадоа тестери на парфеми, ама ни дадоа претходно, ни ги затворија очите и ајде вика кој сака да проба. Нормално е, човек може да измириса до 6. Јас стигнав до 13. И он мене ми понуди во моментот 4000 евра, марки тогаш што беа, не се сеќавам, рече да останеш тука. Моабетот на Александар му е дека чувство е тоа, значи талент е исто така готвењето. Природно ми доаѓа што со што оди. Ние готвиме, да речеме, морков со мандарина и макдонос, и тоа има вкус. И иртена леќа во тоа и има прекрасен вкус. Нема салата што нема овошен, што не ставил овошен. Не постои таква салата. Дури јас сега денеска Сега правам кажи салата. ми пица со ананас и веќе проблем ќе имаме. Не, Добро. тоа не. Тоа не е пица. Се шегувам. Ова е најголемиот виц у Се моментот. согласувам со Се тебе шегувам. скроз, тоа не е пица. Се шегувам. Импровизации не сакам. Се шегувам. Значи, оваа кујна на почетокот беа импровизации нормално, заради тоа што се пробував. Сакав да видам какви се вкусовите, сега веќе се има конкретен вкус, избалансиран. Ја би ве поканил да отвориме и да ги гледаме фотографиите и да ги искоментираме секоја фотографија една по една
и со тоа да идеме кон следниот она. Еве, на пример, ова што Ова е е класично кафе, но е Добро. направено со вегански млека. Значи има тука еспресо, макијато и нескафе кои што се направени со вегански млека. Ние правиме Какво млеко. кафе користите? Најобично Најобично кафе е еспресо. ова од кафемат. Агроплод. Да, ама само мал вовед. Ние немавме еспресо долго време. Значи бевме raw food и ептен. И ептен димававме, на тоа дури Ептен ни димававме, чај значи све немавме. сакавме До да пред биде година дена немавме Ма свативме апсолутно. дека маса која ќе седнат, на пример 100 души, се најали убаво и сега сакаат едно кафенце да испијат. Значи го Луѓе гледаш. кои што не се нели на Добро, бе, програма или филозофијата што ја имаат овие за сирова исхрана, викаат ни чај да не се пие. Се согласувате ли ви? Не. или- Не, јин јанг, све кој Јин-јанг. се која се Браво. оди на кај едно се Не. се знае крајот. Кога се иде во екстрема, се знае крајот на тоа. Сега кога си екстремно ти не на има. програма, кога го чистиш организмот, Тоа е друго, ти тога си е на сосема програма друго. 28 А дена. кога си дошол во ресторан да јадеш и да уживаш, зошто да Ќе не се збориме напиеш за програмата. и вино, Ова е и кафе, и едно се. од најпопуларните торти. Се Добро. такмичи со торино чоколадна, тоа е вишна торта. Чоколадна Вишна со торта. Вишна торта, чоколадна вишна торта. Шумски воздишки. Шумски воздишки. Да. Што е основата? Основата е урма и орев, горе е агавен сируп, индиски и кокосов путер. И вишни. И вишни нормално. И вишни. Да, и рум. И рум. И рум. Рум, тоа е добро. Да, Тоа вишните будава. стават првин во рум. Ова изгледа многу екзотично. Тоа е тарт од боровинка со шумско овошје дозгора како за украс ставено, не е ништо посебно. Вкусот е боровинка, тарт од боровинка. А Бадем е основата? Основата е бадем, кокос и суво грози. А у најпродаваниот продукт во здраво живо лазања. Лазања. Да, Зошто е најпродаван? затоа што е највкусен. Не, глупости највкусен. Све е вкусно, ама ги има сите 5. Маја, не го дирете, молам, не го. Не ме заклуцам. Се шегувам, почитувани гледачи, се шегувам, прекрасни луѓе се шегувам, они се како една душа, едно у две тела. Е, буквално. Кратко да ти Кажи. раскажам. Лазањата има 5 слоеви, кои што Што се слоевите прво? месо од ореви, Што е тоа месо од ореви? па го крстивме месо, инаку е пате или паштета на македонски, како сакате може да го крстите. Чисто колку да биде позвучно, поинтересно, аз го крстив месо Ама од има ореви. вкусна месо, не е Ама тоа има дека... вкусна месо. Значи има вкусна месо, значи Чекај, го правиме... тоа е ова помеѓу Ето, таа или е. ова е основата? Не, не. Основата што е? Основата е тиквичка. Тиквичка. Слајсови тиквичка. А слајсови тиквичка? Да. И тоа е лазањата. И после- Тестото е тиквичка. А ово дозгора што е? Тоа е песто од босилек. Да не рипаме, значи... И ореви. Значи, Па имаш има доматен мајонез, сос, па има мајонез од индиски ореви пате од маслинки и пате од маслинки. и тоа најдозгоре е пармезанот сусам. Тоа што е расфрлано по... А тоа таму од страната се крекери. Крекери. И И ги експлозија. има од вкусови. сите експлозија од вкусови. Ова е дел од излогот со сладките работи, со торти во здраво живо и значи не само што произведувате и нели здрава храна и естетиката успеавте да ја издигнете на некој повисоко ниво што Сега јас е сум дизајнер. така, браво. Добро, секоја торта е уникатна или стварно си имате она калап, не знам, која ја вадите таа торта, она е стално таква, тој вкус, тој изглед. Имаме такви торти кои што се дел од менито и тие се нон-стоп исти, апсолутно исти. Арнама, првите 2-3 години имаше еволуција на сите торти. Имаше Нормално, тоа е сосема нормално. напред и секојаш знаеш уметникот секојаш кој ќе рече оваа слика е готова, пошто ако идам уште мачкам, не е тоа. И кога го конкретизиравме менито, тогаш не се мрднати. Ама има торти кои што уште, на пример, еве оваа торта уште елове и правиме на оваа торта. Чекај. Океј. Тоа е оваа торта, Да, овде ја имаме. Малина јагода. Малина јагода, а основата Рапсодија. што е? Чекај да видам. Рапсодија во розово ја крстив. Да. Основата е бадем. Бадем, лајм, кокос. Пишува негде или тоа ти го... Не, јас гледам. да ја види, да се подсети. Шеќер додавате, шербети? Не, значи вака немаме ништо рафинирано. Тоа е исто многу важно да кажеме, немаме ништо преработено. Се што правиме ние во ресторанот. Нема масло? Нема масло, има ладно цедени масла. тоа Кокосов што- путер. И тоа е ладно цедено, повторно Еден ладно од цедено поздравите масла. и нерафинирано.
нерафиниран. Да, само такво користиме. Како ја добивате благоста? Користиме или мед, или агаве, или стевија, или сосема скроз природни како урма. тука треба да ги откочиме, само тука е многу урма, битно. суво Како ги грозје. забражувате работите? Не е шеќерот, само благ, само шеќерот. Има многу благи работи. Урма, смоква, суво грозје, стевија, мед, стевија, агаве, агаве, мейпл сируп, како мейпл е јаворов Да, сируп. јаворов сируп. Значи, Стевија. Ти си стевија. по стевијата, ја, знаеш. стевија тука во Македонија да. многу ретко. Мене ми е- Ретко квалитетна стевија ретко има во квалитетна. Македонија, за жал. Тоа е веројатно најголемиот проблем со кој што се соочуваме. Постојат продукти кои што ќе почнавме долго време да правиме сирење. И сирењата се фантастичен вкус, траат толку долго, со многу малку си најаден. Тоа се сирење од јатки. И потребна состојка за да се направи добро и квалитетно сирење е нутритивен квасец. Нема нутритивен квасец. Како? Го снема. Го нема нема на нутритивен пазарот, квасец. нема кај да го купиме. Nutritional Нутритивен квасец. Нутритивен квасец. Што е нутритивен Тоа квасец? е различно, исто се добива од како квасец се прави маја, меѓутоа има сосема различен вкус, нема глутен, значи не се користи живо, се јаде. Фактички она што го викаат пивски квасец. Го нема веќе, немаме кај да го купиме. Сега го има. Да, ама не е тоа, не е истиот. Не е истиот квалитет. До квалитет. И не знаеме до кога ќе го има. Има 5 кесички донесено. Со тој проблем се соочуваме. Од првиот ден. Ако е квасец, тогаш е живо, не можете да го умножите? Не е таков квасец. А не е таков. Во снеголки е, како Добро. овесните снеголки. Сува форма. Сува форма е. Аха, Да, така. да. Различен е. Многуто Знам стојки дека ги нема. биокосмос Премногу е имаше- богат. Имаше имаше биокосмос, тој- Има го па нема. нема, има па нема, ама ако си ресторант требаш значи, цело време да премногу имаш. е богат со Несериозно да е. B12. Еден од клучните проблеми со кои што се соочуваат сите вегани е недостатокот на B12. Во таму го има и постојат и многу други Да, состојки кои што го пивскиот има. квасец е бомба за Бомба. Б витамини. Точно така. Ете го, значи ќе фатиме да работиме какао путер, правевме чоколадо, вистинско чоколадо. Го нема какао путерот. Па коноп, не знам дали знаете, Така. имаше коноп во Македонија и семе и протеин. Па закон имаше некај, Ништо па го нема од тргна, тоа, па као го храна тргна. за птици се продаваше, Па па ни него, така па го нема. под рака, Со па... такви некои проблеми се соочуваме, меѓутоа А генерално тоа е има се. најбогато со протеини, добро? Таа е Што е салата ова- со 5 приливи. Свежа мешана со 5 преливи. Свежа, мешана со 5 преливи. Да. Што е овој прелив? Едниот е, вака сега ќе ви кажам. Тоа е сончоглед, Тоа е мајонез, ајде, прелив од сончоглед, Ова е, прелив од суви домати. го викате вие мајонез. па овој баш Така, не е, добро. овој не е Овој баш не е мајонез, овој е мајонез. прелив. Ова е Прелив, да. добро. Прелив, значи ова Ова- се прелизи. Преливот што значи тоа Од дека нема суви и толку јаки свежи вкусови. домати. Тоа е маслинка, тоа е повторно песто од бусилек и ова на крај кари паста од наут. Како што гледам, овдека покрај молко, цекло, краставица, Јаболко. јаболко и зелена салата, има изртени зрна. Да. Зошто изртени зрна? Затоа што таму најмногу се кријат ензимите, во ртениците. Значи, Ртиме многу, како што ви кажав, тоа во што преска рековте во уште на обедот. почетокот, Да, да. нешто изртено да изедеш некаква во текот на денот. Во текот на денот. Дали ќе го искористиме во дехидрираната храна, во лепчињата кои што ги правиме, дали во вака во салата, некогаш и тоа главен оброк. И за гледачите еве да знаат, тие што не гледат. Добро? Значи најздрав николец е кога е 5 мм, значи кога е изртено самото семе и кога е 5 Процесот мм. треба да запре Треба да запре, значи кога е 5 5 до 6. мм, точно може со стрелката. Како го запираш? Со тоа што ти го ставиш во Во фрижидер. фрижидер. Толку. Тоа е трети ден? зависи која житарка. Зависи Зависи. која житарка Да, е. некоја рати Така. побрзо, На аутот некоја- многу брзо. Не мора рути. сите тајни да им ги кажем. Или Не, си не, не, тоа гуглате не е или тајна. така. Значи вака, ние кај нас е отворена кујната, цела од кога постоиме отворена кујната, ние немаме тајни. Значи нас ништо Се не се може да ни гледа, Премно треба премногу труд за да го работиш. Ова и треба премногу сакање. Значи ова не можеш да го украдеш да го земеш. Ова е исто лазањата, ја Да. препознав веќе, добро. Еве овдека во Лешниче вашата крем торта. атмосфера. Лешниче крем торта. Ова е пред вашиот ресторан кој се наоѓа во Тафталиџе позади Веро, 2 мислам дека се Ете вика го тоа. сирењето со крекери, ова е као Ова е Ја ова тапес. го, значи ја имав чест да ме почастите од ова, значи
геврекот е ова, го имам пробано, и сирењево. И стварно, да ти кажам, ја паднав у несвест. Не ми делуваше толку како сирење, повеќе ми делуваше како некое екзотична зденка, некое такво... Тоа е поета, Да, Заради таков... недостатокот на нутритивен квасец. Да, Така. заради недостатокот на да имавме Кога нутритивен има, квасец тој го тогаш, дава вистинскиот вкус на сирење. Она киселкото малце... И да Сирењастото рече, или на млечно, да. на лизгаво, на флафи, на млеко, Ова на е сирење. повторно ферментирано и правено 2 недели сирење. Значи, пак си има најдолг е. пробиотик, све Пак тоа, има ама- пробиотик за да успее и се си е по Не, процедура. посебно имам да ве изразговарам како се спрема таа храна и тоа не е воопшто наивно. Ризото. Рижото, ама не од ориз, туку? Не, Дорис, ова е амарант. Ртен амарант. Амарант е исто Бекер падар? безглутенска житарка. Добро. Да. Што е тоа безглутенска житарка? Има житарки кои што содржат глутен и житарки кои што немаат глутен. Природно. Ние користиме само без глутен. Целокупната исхрана е без глутен. Значи и глутенот е добро да го исклучиме од исхрана, Па така? тоа сакав преска да ви кажам. Клучното нешто кога се откиселува организмот се глутенот и лактозата. Глутен дури и и човек- лактоза. Особено за автоимуните заболувања на врвата, за алергиите, за автоимуни заболувања. Кај други болести можеби и не е толку клучен, меѓутоа апсолутно секаде толку многу одзема енергија. Што е клучот со хранава? Се разградува многу споро низ организмот, а се вари многу брзо. Во превод, кога ќе изедеш ти еден оброк жива храна, на организмот му е потребен само 15 минути да ја свари храната. Значи, воопшто не троши енергија. Додека јадеш, таа веќе е сварена. И ти кога ќе станеш си полна енергија. Не ти е потрошена енергијата. Но сите состојки хранливи кои што ги содржи оброкот, низ организмот се разградуваат споро. Тоа значи дека цел ден, како апче со продолжено дејство. Не, тоа значи како Џоковиќ да го тепа Федерер, од 2-0 губи, го тепа 3-2. Ето Леле бе, така. Александр. Па Џоковиќ ја јаде оваа храна, затоа можеме слободно да го Затоа е спомнеме. таа, затоа е тоа, затоа има толку енергија Сега човек. сум многу збунет. Јас сум сега во енормно лоша ситуација со мојата тежина после короната, но ме знаеш кога ослабев онаа драстичната со моја протеинска диета, главниот начин да се заситам беше со енормни количини на краставица. Обична зелена краставица, бутеј. Зошто? Затоа што сватив дека 100 грама краставица има, да речеме, 100 калории. Но за да ја свари организмот незе, му требаат 120 калории ќе потроши. Значи, единствена храна што има негативни калории, мислам дека И ананасот. и ананасот. Немо, и ананас ке речем брокола. Сакав да кажам, доста долго држеше заситеност. Ја осеќав, знаеш, дека ја имам и дека многу долго време треба да ја свари и малце тешка за варење беше. Сега малце ти ми кажеш една друга работа или ова да исклучиме краставицата? Знаеш како? Да, Значи, повели. околу варењето. Затоа ние на луѓето и кога доаѓаат луѓе кои што имаат почувствителен дигестивен систем или некој проблем со дигестија, секогаш им викаме немој директно да одиш на жива храна. Подготви го малку организмот во смисла малку појади веганска храна, ама нека биде малку термички обработена. Сакаш да кажеш, зголеми го процентот На внес на овошје и зеленчук, овошје и ама зеленчук. полека, значи да не е директно да значи може да му дојде како шок на организмот кога ќе јаде цел ден краставица. И ги фаќа паника, психолошки, ова не може да ме најаде, ова не ме заситува. Со самото тоа што нема да ти биде убаво чувството, нема да цревата ни се нас најважното нешто. Значи кога таму ти е добро, ти си среќен. Апсолутно е тоа така. Сите болести се од цревата. Тука, мислам, не од во. Доктор Даниловски инсистираше на неколку пати да кажува дека за време на короната дека клучот за борба против за здрав организам и здрав имун систем, јак имун систем се цревата. Вика цревата е толку неиспитана една работа и црниот дроб, вика цел нервен систем посебен, посебно кој функционира.
и он критикуваше обично антибиотикот кој ги ни уништува биофлората нова и вика он е убеден дека највише смртни случаи има токму заради тие нарушени во и тие антибиотици од кои допрва ќе имаме големи последици. Па ме гледаше, ти ми ги гледаше лани маките кога се обиде месец дена ме стави на оваа исхрана, страшно беше. А мене ме ставија на дупла доза сумамет. Не една, тоа е на една, на дупла доза. И што, а таков беше протоколот во тоа време. Катастрофа. Имаше кај тебе една фантастична емисија, ние со Александар се залепивме за телевизор. Доктор Угриновски кој раскажуваше. Тој раскажа се за цревата и за храната и значењето до чеве. Ние сме тотално лајци во областа на медицината. Стручен човек кажува дека се е во храната. Се најадов од таа емисија. Тоа беше стварно, треба да ја репризирате. Репризирана е пред 2 месеци. Уште еднаш тогаш ја гледав, уште еднаш. Тоа треба да се пушта луѓето да го гледаат стварно. Мадам уредниче, како вие ќе кажете? Не, ама колку пати јадеш на ден? Исто како мене, 27 пати. Значи не можеш ти да седнеш и да јадеш. Не разбирам тоа јадење. Гриновски, таа е пред 10 години. Да. И е актуелна секогаш. И е тренди. Ама ајде да не ви одземам време, ама не, ние ти одземаме време. Знаеш што имаше страшна мудрост, што ме потсети, ја извадиле на Твитер. Имаше една мудрост, кажуваше, вика амазонски племиња. И вика нема стандардни болести. И сега некој ќе рече дали ти е време за добро, можеш слободно емисија, ја неќам да правам пауза. Не. А ти слободно само да видам колку е часот. И вика нели амазонски племиња нема болести вообичаени како ние во цивилизацијата, ово, она, ваму, тамо, и ќе речеш, нели, нема комуникација, нема исхраната им е сирова, многу поздраво живее, воздух, вода и така натаму, и така натаму. Но вика, не е само тоа што немаат рак, што немаат срцеви заболувања или се минимални и така натаму, но немаат повреди. Значи, ние овдека имаме во... Не, многу интересно, не. Но, леле, тоа тезава треба да ја прегледате уште едно, сте го утнале ова. Значи, он вика, ние овдека со сево ова совршенство и комодитет, вика. Те скршеници, скршеници, повреди, глава сме се исекле, инфекции, ово, она, ваму, таму. Вика, кај нив нема. Па како е можно? Како е можно кога ние градиме градови за да не се случи тоа, а они кај нив не се случи. Го спореди со војската, например. Не, он го спореди со тоа што подсвеста на човекот знае, ние сме комотни, лагодни, баш ние гајли. Што и да не се случи, на 100 метри негде имаме амбуланта некоја. Но он знае, нема спас. Се исечеш ли, готов си. Се скршиш ли, можеш да бидеш изеден, после не можеш да побегнеш. И он вика, тонусот на подсвеста е, вика, таков, да секој чекор многу подобро му е обмислен, дури кога спонтано. 80% лекот е во главата. Тоа е апсолутно кога ќе се убедиш дека ќе бидеш добар и ќе бидеш добар. Апсолутно за се е така. И љубовта, и лекот, и здравието. И храната. И храната. Значи... И чистиот воздух. Рековме дека ова е житарка која уствари вие... Амарант. Ртен амарант. Ртен амарант. Да. Тоа е житарка, така? Да. Добро. Од каде ја наоѓате амарантот? Го има секаде во псите. Го има кај нас. Добро, се извинувам да прашам. Користиме работи само што ги има кај нас, ништо не. Добро, ова случајно некој ќуфтиња у сос. Тоа се ќуфтиња у сос, ова се шпагети од тиквичка со месо од ореви, ќуфтиња, таљатели, да? Ау, таљатели со ќуфтиња од сос. Од месо од ореви и со доматен сос. А што се таљателите? Тиквици. Тиквици. Знаев, тиквиците све ви се за мене, научив добро. А што е павлакава? Павлаката е од макадамија. Извини, и јас на тебе. И ја на тебе. И јас на тебе макадамија. По 3 пати. Ти си макадамија. Сирењето што го јадеше ти од макадамија? Тоа е... Крупен лешник. Крупен лешник, голем. Што е тоа крупен? Голем лешник. Голем лешник, ама пасиран, изработен. Просто речено скап лешник. 100 евра кило. Тајната е наша како го обработуваме. Како еден наш другар стави 100 евра у блендер и све ќе биде убаво.
Не е така. Не е така. Ова е пица. мислиш, нормално. Пица. Што е основата на пицата? Тоа е основата е семиња и има една житарка. Таа може Маја многу побоа да ви објасни што е разликата од крекерот до леп. Што е крекер? Лебот содржи житарка, крекерите се прават од семиња. Станува збор за дехидрирана храна. Се што е лепче, палачинка, гранола, барови, ние не печеме. Основното е дека во оваа исхрана се оди до 46 целзиусови степени. Над таа температура веќе се смета за за термички обработена храна. Овие лепчиња се прават во дехидратор и се сушат од 20 до 22 часа, зависи 48 од часа. конзистенцијата, зависи што има внатре. Браво. Да. Имате набавено специјални дехидратори Да, и така нешто? Да. Браво. Има и тоа тука. Значи има се во Го имате има вие во- апсолутно се да се купи. Ова е Ова, мусака. Мусак. Батат? што е батат? Не, ова не е мусак. Мусака. Се извинувам. Мусака, Мусака или не? Да, 100%. Брачна расправа имаме моментално. Не, ја мислам дека не е Од мусака, левата пошто страна. не го гледам Добро. бататот. Ама кој белото е бататот, од светлиот батат. Аха. Портокаловиот. Тоа Што не е одамна ко го моцарела? нема. Не е ова ко моцарела со песто едно што го правевме Не, во не, Згора? батат. Добро. Едно месото, да. Да. Значи, што е ова? Мусака. Мусака. Жена, Мусака. мил жена. Мусака. И да не е, не е мусака. Мусака е. Мусака, 100%. Убава си, убаво ти стои, не си Најубава си. дебела, во право си. Секогаш. Always. Зато имате вие среќен брак. Ова е сарма од сарма од од- блитва. од Полнета блитва. е, да, со сирење од бадеми е полнета. И тоа е Добро. највкусно нешто И до Згора. горе е карамелизиран кромит. Тоа е највкусно нешто. Како Повторно карамелизирате кромит? Го сескаш кромидот, ставаш методот згора, го го буташ маринираме. го маринираш. Не е само во мет. го Маринада, маринад. Ти тоа све одстојува цела ноќ. А ја не ја кажам маринада, ти ја кажа. Во Ќе биде маринада. тајна или ќе откриеш? Се шал. Не, маринадата не ја кажуваме. Си стои во маринада и после оди се дехидрира повторно во дехидраторот. А и изгледа како да е она пропржен. Крцка. Крцка уште многу е Много е поубав од повкусен. карамелизиран. Многу е поубав. Не е лигав, не ти се тегне, него Крцка. крцка Да. и е многу посочен и сите вкусови ги задржува. Значи, иако водата ја нема, сите вкусови се задржани. Тоа е целата поента на дехидрирањето. Све е задржано, све е внатре. И вкусовите се 3 пати појаки. Вакцинирај се. Ова лани се извакциниравме и ние. Добар штос. Алал да Фала ви. ви. Алал да ви. Стварно имате дух. Зошто го викаш смуди, а не смути? Оти не е наш зборот англиски е. Така? Сите англичани, ти знаеш најдобро од сите како се преведува од англиски, Буквално. па го слушаш зборот. Така. Значи правиш транскрипцијата се прави по слух од каде што потекнува зборот. Не, мислев да нема некое друго значење. Нема зашто го никакво викаш. друго значење. Сите англичани го викаат смуди. Тој е Смуди. нив збор, нивен збор. Смуди дуди. И Што ти вика? дури на Google играш? да стиснете изговор, pronunciation, утре нема да дојде на работата, не поздрави сите. Ви направив беѓа? Не. Не. Добро. Си има нешто си бајка дечкото си Не вози. знам. Тройна чоколадно, исто така, Ова ова е е кралица. тандем со лазањата. она е најпродаваниот продукт. Ова е таа што ја нарачав за вечерва да ми ја донесете, ама нема. Ја имаме Сега во е малце друга форма. Во малце друга форма. Инаку Чија е е? истата. Не, не. Така нели не? И Сакам ја ја викам таа. не. Не. Сакам таа. Точно Сакам. Ова е Еве, Чоколистиче крем. Ова е таа. Таа е таа. ова е таа. Да, лешиче. Лешниче крем? Да. А Само јас мислев лешник? дека е она форест, како ја вика. Не, таа е само украс, Украс е значи. тоа за нечив роден. Еве сега малку има една работа за вашиот ресторан што е можеби најоригинален во својот дизајн. Има толку многу личен печат, толку многу и морам да ти признам, иако све е оригинално, многу има еден британски, оној лондонски шмек во целата приказна. Тоа ми е комплимент. Да, и мене. Да, знаат лондончаните у некоја убутина од цигла да внесат живот они Така со е. тој дизајн и нигде у свет нема, како што у Лондон знаеш да слагам. налеташ у некоја дали е продавница, дали е бутик или е нешто и со такви ситници е вака како ова да направат убаво. Навистина убава атмосфера. Ова е што гледам овде? Овде гледате Фабрика. како се подготвува ручек за луѓе кои што се на програма.
може да почнеме да збориме за програмите. Ова е многу обемно и добро, сега да видиме, еве уште неколку слики од дизајнов. Не, ова е стварно. Мислам да Дизајнот стои се дека е ова. менува апсолутно на 2 недели менуваме Кој е се главниот одгоре. дизајнер? А нема не само 50-50, не може да Како се ми кажеш. текне мене си прередувам, ако и текне не си прередувам. Има толку многу детали кои што со години се купувани од бувљаци, од на старо, на ново, на се е правено рачно, шанката. Што е ова? Тоа е Ете, тоа е дехидрат. дехидрат. Го осетив. Го Тоа е најде. О, Тоа е технофилот дехидрат. одма осети. Да. Па не е голема вакво, но Не, клучна големо, е сега вода. ќе биде многу голем. Ама Кај немаме да е. само еден ние. Со еден Так. не завршуваме работа. Да. Тука сега ќе дојдеме, еве го ресторанот, тоа е Карши Стерна. Да. Карши Стерна. Не, стерна е карши здраво живо. Пошто е Стерна е Карши здраво живо. нормално. Ние сме постари. Постари сме. Фамилија ми е таму. И многу храна имаат исто. Да ги пофалим. Мача кейк. Што е ова мача кейк? Мача е зелен чај. О, Да, инаку е тортата цела од индиски ореви, е со чај, со мача и ванила слој. така, браво. Еве уште една слика. Малецко е многу местото, нема идеално е сега во топли денови таму да се. За надвор, да. Но вие претежно работите на не е она за заседнување, туку нарачки, носите, дистрибуција и така Не, натаму. вака, ние работевме многу ала карт. 90% од клиентите ни беа странци. Не знам зашто, ама може да предпоставиш ти. Малце пописмени се од нас Не. изгледа за оваа работа или? Па не се пописмени. Ние сме многу пописмени, ама нас кога ќе ни каже дека е сирово и дека е нешто ново, не го прифаќаме. А дома он цело време јаде сирово. Аха. Е, Да, се утепуваме од салати. 5 пати на ден И од јадеме овошје. салати. Не можеш И ти овошје. ракија, бараш, значи на ракија што човек седи, бара салата. Не може без салата. Значи, ама нешто на ова е за здрава храна и оп. Многу ми е драго што сте широки, што ја со луѓе кои успеале многу и навлегле во ова, стануваат, забегуваат во религиозни, во теории на заговори и така натаму. И затоа што не сте такви, година дена, почитувани гледачи, година дена го чекам ова интервју. Имаше милион оправдани причини поради кои се откажа и мене ми е конечно драго што космосот, универзумот, бидејќи веќе знаев дека не е само од планетите, дека има и од под, и од над, и од сите страни, и конечно успеав да ве донесам во студио. Мене ова ми е многу позначено него вам ова гостување. Мило ми. Мене повеќе ми значи и затоа што ова ќе биде емисија која ќе се реемитува и после 10-20 години. Ете тоа ми беше целта. Затоа што откриваме сега некои работи и сега идеме уште едно ниво Јас погоре. морам да кажам дека во меѓувреме добив покана за може 20 гостувања и ветив дека додека не дојдам овде не одам никаде на друго место. Јавно да ти се заблагодарам заради Не, тоа. јас и да ти кажам и јас тебе ти заблагодарам што Што ме ме чекаш. почекаш. И што имаше доверба во нас. Не, Многу ми апсолутно. значи. Апсолутно, затоа што види, вие сте тие кои направивте исчекор, не јас. Вие сте тие кои навлеговте и помогнавте на многу луѓе. Ја овде не ве викам само затоа што ресторанот. Вие само почитувани гледачи, ако се работи за некаков маркетинг, кај нив е ничкум прекуглава. Не можат да постигнат од нарачки. Ако отидете вие, ова што ви го прикажуваме, не можете, нивните излози се празни, бидејќи тоа е разграбано. Кога ќе дојдат пости, кога ќе дојде пред Великден или празници, не можеш да најдеш, мора со денови да нарачаш. Еве ја денеска нарачав за мене торта, таа чоколадна една цела, не ја добив затоа што едноставно условите не овозможиле, колку и да ме сакаат и двајцата ме сакаат. Знам и така. Тоа не филозофија, всушност филозофијата е никогаш да не падне квалитетот. Мислам дека и затоа постоиме само 10 години. Како правите, колку е рок на траење на вашата храна? Сега за тортите, отприлика, тортите, Зависи ете, баш што. таа витрина е специјално направена од фриготехника или не знам која правеше. Добро.
Треба да одржаваат на 2 степени Целзиусови. Значи посебно се чуваат. И колку траат? 4-5 дена. Океј. Дехидрираната храна Дехидрираната- може да трае до година дена ако се чува во добри услови. Може и поише. Вака, значи, Салатите траат 24 часа, смудито до 48. Смудито трае максимум 24 сати, зеленото, шумското може да трае подолго, зависи кои состојки ќе ги има внатре. Кратко трајна е храната, освен ова што се суши, што се дехидрира. Тоа што се дехидрира е На некој начин презервд, како е на македонски? така, да се Резервирано. зачувано. Зачувано. кога ја вадиш водата од еден Да. од еден продукт, нормално нема што да Значи, јас сум го испитала дека толку може да трае, тоа може би подолго да трае. Сум го оставила да видам колку време ќе биде и го има истиот вкус. Нема ни неужегнато, затоа што нема ништо вештачко во него. Тоа е работата и прашањето следно. Не можете во маркет кај нас да купите храна, а да не е обработена хемиски, термички, дури и онаа кисела зелка која ќе ја купите и има некој презерватив во неа ставен E355 или што ти ја знам и така натаму, што е Наоѓа по нешто, ама разочарувачки. човек треба да баш да чита, Да. да внимава. Колку е поевтин продуктот, како толку е ус- помалку обработуван. Да. А ние се лажеме дека поскапото е подобро. Не е така. Како успевате храната да биде хигиенски здрава, збориме термички необработена и без оние адитиви кои нели Многу треба е да лесно. заштитат од развој на бактерии. Ама тоа е многу лесно. Фунги и Тоа е слично. Ама пред да кажеш, морам нескромно да се пофалам, дека сме со сигурност најчистиот ресторан на Балканот. Зошто мислиш дека е Затоа така? што ненормално многу внимаваме на хигиената, затоа што се чисти 10 пати во денот, нон-стоп се чисти, имаме збудалено вработените, може и затоа не понекогаш си викат шо правиме со овде, значи се неверојатно многу Но јасно отворена ти- е кујната, секој гледа се што правиме. Ова се Мравка отворено, нема. Ова секој може да го види од нас. Ова е отворено, Си тука бил и пред ти ова вас све готвиме. стакло, све може да гледаш. Значи мравка кај нас нема. Како да ви кажам? Не сме да има Неверојатно една многу. мравка да има, тоа отиде све внатре роба. Јас ќе има. затворам да видам бубачка или не дај Боже нешто друго, а во однос на храната еве се Александар ќе ви каже. Да, те молам. Продолжи каде што те пресече. Како Се ја и заборави чистиме? ти. Јонизацијата. Јонизација. Аха. Просто е процесот. Све што е од јаболка, све што има онакви кога ќе видите некој овоше мрсно, како јаболка, круша, се става првин киселина, како се алкохолна? Алкохолен оцет. Алкохолен оцет, се поливаат, после тоа се става сода бикарбона, се чека едно 10-15 минути, тоа се полива со вода, го гледате тој хемиски процес. Значи сите овие работи ги учиме. Чекај, многу си брз. Ај Попали. повтори го, ја имам и бавна публика. Океј. Јаболково, го гледам мрсно ми е, така? Не е од бабичка купено, него од пазар купено. Мрсно ми е јаболково, го гледам, го мијам, го бијам, уште ми е мрсно. Да, оние восокот. Ете така. Па Значи, и да не е мрз. И да не е мрсно се разбира. Сода бикарбона, оцет, нека постои 10 минути, полите го со вода и само видите што све ќе извади. И Значи, тогаш оди на мијење. И тогаш иде на мијење. Сода бикарбона и оцет. Алкохолен оцет. Алкохолен оцет. Го бришете или го ставаш во Го таков ставаме раствор? во вангла, ставаш јаболка, ставаш оцет, го ги поливаш со 1 литро Така. оцет, зависи од количеството на јаболка, ставаш сода бикарбона, чекаш хемиската реакција, нормално тоа почиња да врие. Секој се трудиш, напримерно, Ова важи само за јаболко или ова Не, важи за апсолутно се. За се. морков, тиквичка? Се. Мора ни тоа се Особено да продаде. зелените работи. Да, затоа што ти Овој рецепт ни го кажувате сите Да, 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 го да, користиме. апсолутно. не тоа да. мора, тоа од дета Патиџан, го учат. пиперка, кромиче, Нормално. Се се да стави. поминувани 100%. Се поправено. Зошто? За да бидам сигурен, па затоа што го даваме тоа на луѓе со намален имунитет. За да не му дам пестициди, бактерии, мислам свашта има во земја. Не, во во, воздухот. во реците, дали тоа само површно чисти или длабински чисти? Не, длабински не, нормално, само кората. Само кората. Ако е и веќе чисти. внатре водата ако е лоша или воздухот ако е лош, Не, јасно. Значи, оцет и сода оцет и сода бикарбона. сода бикарбона. Ова е Да, се што првиот не процес. лупиме, значи поминува низ овој процес. Ова е, Зеленишите сите, апсолутно на нив Макдоналдс, најмногу Блитва. се внимава. Босилок. Најмногу болести луѓе по кафани фаќаат од зелено. Од Од марула, марула. од Макдоналдс, од неизмиени Значи она работи. марула на баш од земја. која ја миеш, која не може да е, а бе ова не се мие. Значи само стави оцет,
сода бикарбона, све ќе отиде нагоре. За марула посебно. Ја мислев дека, јас знаев доскоро дека тоа во солена вода се става, во солен раствор. Овој Но раствор вие викате- ионизира, ги уништува. Ова е викате ионизација. Ионизација е ова, да. Има посебен апарат, ние го немаме затоа што нели све е тука ажурно во држава и не може да го внесеме. Не може да го увезете. Не, можам да го увезам, ќе го ставам у гепек на црно, некако ќе пројдам, ама не може агенција за храна ќе ми дојде што го користиш, ова е нелегално тука да го користиш. Да, Нема тоа сме го регулатива. смислиле на А нема ова. регулатива. Нема Нема Како ја регулатива. решивте регулативата со агенција за храна и Е, законски тоа било е посебна приказна. Да го довршам прашањето и ве молам, Извини. ме интересира, бидејќи многу работите со сирова храна и нели и сами рековте дека внимавате, што значи свесни сте дека може лесно да се загади храната и тука максимално внимавате во тоа. Како е тоа регулирано и како вие легално работите, ве молам? Од тоа све, значи најпрвата што ни дојде од агенција за храна една жена, инспекторка. Јас изненадив колку имаше она познавање од све ова. Знаење, Знаење. Не познавање, него буквално Да, знаење. да, знаење. Значи, се седна со Маја, дури ни стана клиентка. Обично сите инспектори ни стануваат клиенти, не знам зашто. Тоа се вика рекет. Се шегувам. Така, Ама Мора ние да ги ниф им почистиме. правиме, ние ниф им правиме. Ни земаме Ова ми ни плаќаат Не, да нас. Не знам. Заедно ги направивме, тоа беше многу интересно. Значи, во однос на терминологијата. Вие нема, знаеш зашто? Затоа што нема друг ресторан ваков. Нема. Не постои вакво Нема, нешто. и беше многу интересно и они го сведа во категорија салатари. Да. Значи, салатари. Значи, во таа категорија Аха. негде каде што се произведува салата. Салата. Затоа што се користат овошје, зеленчук, јатки Јасно. и безглутенските житарки. Па Кујната треба добро, да ги да исполни. речеме некој... Кујната мора да ги исполнува истите стандарди како секоја друга кујна. Ние не користевме ние инокс, да. затоа што малце ни е грдо инокс. Сакавме природен Уште 8 материјал. сати треба да работам со овош и со зеленчук, да гледам метал. Сакавме инокса, природен не материјал, ми се работи. искористивме гранит. Гранитот И може заедно да се со господјата, со инспекторката од Агенција за храна, фактички ги направивме регулативите. А втората пријава беше многу интересна, кога дојда набрзо некои две господи исто така инспекторки по пријава, дека некои 2 часа остана и ги гледам цело време гледаат лево, десно, разгледуваат низ ресторанот. И нас не е јасно што бараат. И пробуваат гранола барови, пробуваат торта, пробуваат, не знам, салата. И вика, добро, ова е тоа жива храна? Викам, да. Па ние, вика, по пријава дојдовме дека вие подготвувате жива храна, ние, вика, бараме кокошки да шетаат. Поподи. Абе, не ме зезе. Да, Да. риби, вика, да пливаат, вика, А кај? добро, сушито е жива храна на некој начин. Не, па оризот е варен. Барем. Оризот е барен, Рибата ама е жива. Рибата е жива, Точно да. така, да. Ама пак ќе има некаква обработка. И сега они толку беа интересни. Ама имаат познавање. Значи, Имаат наши познавање, инспектори имаат познавање. Секоја инспекција што ни дошла има познавање и се многу супер. Значи, ја не знам зашо инспекториве у градов се многу... Мислам, баш немаме негативно искуство со инспектори. Браво, секој многу инспектор што убаво. ни дошол, Не ве рекетираат, Нема- не ве нема малтретираат, зашто. Не. имаат Напротив- разбирање што правите. Напротив, Значи, ује па кога дојде од доаѓа, Дује, Се па еден... шегувам, Така. се и ние. шегувам. Кога дојде еден господин од Дује, па и вака само седи и вика, од ова, вика, ќе живеете. И вика, Дај ми ја ташката. а Дај ми да ја си ташката. пишете, вика, вие горе мајка Тереза, вика, мајка центар Тереза, нешто. ама Ле, тој ле, ни ле, препорача ле, и ле. алкохол. Да, вика, да си Сине, ставите ракија, вика, сине, вие Сине, бе, сепак, вика, кафана, не без е ли алкохол. вака. Душа, бе. Да, Дај едно срце салатиче, беше. едно ракивче. Срце Имаше беше. 20 инспектори, сум сигурен дека тие беа инспектори. Кој што Па, дојде ракија да. Абе ме утепа пола сат ракија. Ја викам, добро господине, се качувам горе, пошто живеевме, ресторанот ни беше спроти зграда, се качувам горе да ви снимам ракија од мојава, викам, ќе ви ставам, викам. Нема саат. Конзумирај, што ти е, ако можеш да издржиш. И Да. сватија дека немаме во локалот ракија. Ема викам, аз дете, вика, не е тоа проблемот, толку е убава салатава што повлеквите ракија, вика. Фино ти рекол. Ами, И викам, почекај, не знам, се качив догоре, од догоре ме видоа ракија, да платиме за ракијата, викам, господине, оваа ракија не се плаќа, викам. Не можеш да платиш оваа ракија. браво. Има ли потреба здраво живот да има и алкохол
во ресторанот. Па не има алкохол? А има? Има. Жива храна влегува вино. Вино. Виното Не, е не. термички необработено. Мислам, седнам, ручам и дај ми вино. Да, имаме има вино. луѓе што бараат. Имаме убави Па и- француски вина, Па пенливи. оди, еве ова мача тортата се продава во еден француски ресторан и оди со шампањ. Коњак. А, со шампањ. Да, фантастично оди со Чекај, шампањ. сега идеме друго, значи не продавате, работите за себе, него има и ресторани кои ја навовуваат вашата храна? Па Да. тоа не е ресторан, бистро е, еден вид на Бистро е. бистро, меѓутоа да, Има ли ресторани што собственикот порачуваат? сака понекогаш да има благо, кој што оди стварно многу добро со шампањот. Самиот тој си тестираше и почна да си ја нарачува. Програмите. За кого, какви се, што се и така натаму и така Па натаму. програмите се и причината за постоењето на здраво живо. Како што ви кажав на почетокот, почнав да приготвувам за други луѓе. Идејата е комплетно моја, да се спрем од моите потреби. Од моите потреби е настаната. Јас сметам дека треба да се јаде повеќе пати во денот. Смудито овде е основното. Тоа е тоа што го научив нормално, дека во сирова исхрана смудито е основниот оброк, дека тоа е главниот оброк. И почнав да подготвувам програми за себе, но и за други луѓе кои што содржаа 5 оброка во денот. Кога почнавме да ги гледаме резултатите, јас тоа го претворив во програм. Значи ова беше само храна на почетокот, не се викаше програма. Ако не се лажам, ти мајка ти ја имаше на мајка ти или не знам на кого, некој Холестерол, мајка ми, го симна ја за третираше недела со- дена. за недела дена. Да, за 28 дена, извинете. За 28 дена. За програмата За која една што трае, програма. за детокс, да, и никогаш апче не се напи. И еве, 5 години потоа. А многу примери има, значи многу примери има со холестерол и со шекер Почетните се 5 примери од дома, извини, беа рак на мозок, Хашимото, значи сите беа здравствен проблем. и секоја парна година рак на низ цело тело. Значи секоја година рак низ цело тело му се паува на дечкава Или девојкава, се или на девојкава. кого. Да, не е битно. Да. Мајката доаѓа вознемирена, ама мајката е едноставно многу паметна, читана жена, значи Образована, Образована апсолутно. се, На нормално. темата образована. со каде што може да се разговара. Тоа беше Детево уште јаде еден 2 пример. Не сакам да години. ги набрам примерите. А? Првите примери беа сите здравствени проблеми. Да. И кога јас го видов бенефитот, тогаш се случи да се создаде програма. И реков, дајте да почнам да готвам вака за луѓе. Да ја прошириме, да ја крстиме програма. Првата програма која што е создадена е програмата за детоксикација и до ден денес најпопуларна и најпродавана програма од сите. Трае 28 дена, вклучува 5 оброка во денот, 365 дена во годината, сите оброци се различни. Еден од еден се разликуваат. Се случува некојаш со години да не се повтори оброк. Ни се јавуваат луѓе, викат, ама ај тој пред 3 години салатата направи Направи пак. ти. Знате што сум јас и Александар особено сме горди на тој дел. Програмата за детоксикација прави чистење на крвта. С 28 дена се повторни да се исчисти крвта. Тоа значи дека ти не губиш мускулна маса, не губиш енергија, напротив добиваш многу енергија. Видливо се менува кожата, видливо се менува косата. Видливи промени се случуваат. Кога кожата и косата, најголемиот орган, кожата е променета, значи се случува промена и внатре сигурно. Што е втората програма? Или колку програми имате вкупно? Има за алкализација, има брз детокс, Слабење и сега најновата, Маја која што со програма. години ја обмислував, тоа е програмата која што се хранам јас и ја крстив по себе си, ја крстив Маја, или обнови го своето тело, 21 ден смуди програма. 3 смудија, салата и ужинка. На ден. Така јас се хранам, да. Маја, мијастенија гравис е тешка болест. Да не се да не користеше се во ова, да не се хранеше вака, што ќе беше со тебе? тоа мене треба да ме прашаш. Еве Александар може најпластично да ви раскаже поубаво. Зошто?
Александар Бирјац би Па Еве, затоа сега што ќе ви кажам. видел е, може да го дадам примерот со вако. Апсолутно, само краток вовет. Те молам, предолго стојат на ова силно светло, однеси ги во Тоа фрижидер. многу се гордееме што не се топат. Значи, Значи, гледате колку се и термостабилни за И тортија. плюс до тука сме ги донеле, не Така. се растопуваат. Ја бидејќи ќе бидат проучувани за ќе ги Да. проучам ја после емисија. Дејан, те молам, бидејќи немаме пауза, нека се појават твоите силни машки раце во кадар, преземи ги и стави ги во фрижидер и сите на број сакам да ги видам кој ќе се вратам таму. Да. Епа вака. Наполитанките се за вас. Маја ја земам од болница. Ама, значи се случува само мака да го се случува да ми се врати болеста. Мајке Не, ми, морам ова да го кажам, пошто ќе Да, добро. ми се случува да ми се врати болеста и заради тоа од сосема надворешен фактор ме касна стршлен и ми се пројавуваат симптомите, никој не знал дека сум алергична и јас нели одам на интензивна директно заради тоа што миестенија гравис меѓу другото прави загушување, нели да не можеш да Мускулите не дишеш. можат се олабавуваат, да, знам. Да не Ами можеш се и да гушиш. дишеш, се гушиш. Така. И поминуваат на интензивна сум. Поминуваат 3 дена и сега продолжи. И поминува 3 дена на интензивна, јас Маја си ја земам дома, пошто во тие услови тогаш не беше неврологија како што е денеска, пошто Не е денеска тоа воопшто важно. И си ја земав дома, почнавме да си јадеме, Маја нормално направи смуди, направи тоа. Све. И додека лежам во болница, Александар ми Цело носи време ја храна. готвам и цело време носам таква храна. И не знам што ми натера патот, после требаше со некоја сестра таму да се видам на неврологија. После 20, не, лучо да не го кажеш, после 7 дена ја се враќам на работа. Она една веќе на работа, ја идам месец дена, после месец дена во неврологија. И како што си ја зеа Маја, само Маја беше сменета со некоја друго девојче, истите жени тука седат лежат. Значи буквално немаше никаков ни напредок, ништо не се случуваше таму. Значи ко да е станато времето така. Зашто е тоа така? Затоа што од Сабајле, на пример, јас на Маја додека ја носев смуди со Маја ќе ви каже какво смуди секој ден све различно или мора да биде. Они од Сабајле имаат јогурт, кифла, сирење. И се имаш јогурт, кифла, сирење. Добро, за ручек имаш леп. И најдобриот лек на светот ти да го пиеш, кога ќе го утепаш со овие продукти, со леп, со глутен. Затвореничка храна. Значи, Не може да ти значи, биде првин подобро. кога са не е тоа битно, кога примаш кортикостероиди, не смеш да пиеш, да јадеш сол. Готово, толку. Ни Не глутен. смееш да? Сол. Сол. Сол, се дуеш. Така, така. Глутени, не Ја смеш да задржува јадеш. течноста, Да, знам. значи ова се го знам од искуство. Хронизон, предпоставувам ти дале. Не збори за мене, општо зборува. Не, општо А, збора. општо збори. Значи они кога за да кренеш автоимуна болест, обично им дават од нив знам кортикостероиди и нормално кортикостероиди кога Тогаш даваш. бидејќи треба да се супресира имуниот систем. Така е, да. Точно. И наместо да им помогнат, да им дадат Они лесна цело време храна, одмагат, им која што одмагат, ќе им одмагат. биде богата, Значи ти во авион може да ставиш керозин, ама еве да речеме дека лебот, сирењето и млекото се керозин. Ама кога ќе ставаш песок натрг, не може моторот да работи кој што треба. Добро. И Тогаш? и ништо тогаш, мене ми беше Па, жална веројатно сликата би било Маја. во таа состојба слична како Значи како Маја другите. работи на 7 дена после 3 недели. Што ќе беше со тебе денеска да не се хранеше вака? Па предпоставувам, Твоја предпоставка што Ослабена мускулатура и то неподвижна. неподвижно. Безволност. Безволност. Затоа што Постојан прилично сум умор. добро информиран и знам за Да, знам. мијастенија Значи гравис. не се одржава Многу во живот тешко 8 сата Многу е работа. слична со мултиплекс Умор. склероза. не е слично. не. Не е слично. Иако е Слична, ама различна, различна. е, слична, али различна. Слична е по симптоми, а по Па не по конфигурација. симптоми. Добро, не е ни важно сега. Тоа важно е дека веројатно ќе бев безволна, безживотна. Немаше да можам да работам како сега што работам по 12-14 сати после тоа и да дојдам тука во емисија да немам проблем. А имаш Никаков. интимусна жлезда и слезина имаш. Ништо не ми е извадено, да. Така, затоа што обично на заболените им ги вадат Да, јас сум во тимусната тие жлезда. 5% кај што не беше зафатен Не беше тимусот. зафатен. И постојано го контролирам, се уште си е во добра. Океј. Система. Сега,
ако оваа храна го помага организмот, дали она го крева имунитетот, што не е добро за тебе, нели, ако е автоимуна болест, или што прави? Неќам сега да влегувам во полето на медицината, ама имаме два имунитета. Добро, повели. Едниот е имунитетот кој што треба да се супресира кога има автоимуни заболување, метаболичкиот кој што го јаде организмот, а другиот е овој имунитет кој што се создава од витамини, од храна, односно ова што ние го викаме здрав. Здрав си или не си, настинат си или не си. Многу добра емисија има од скоро доктор Мики, можете таму се да прочитате, мислам да слушнете и да научите, да не влегувам јас, во таа тема стварно не сум доволно стручна. Кажи но си го твоето мислење. Два имунитета Чим сум имаме, те прашал, те молам, кажи си го. Да. Не мораш да бидеш стручен. Значи, исхраната... Добро е тој имунитет да го креваме. Добро е. Кога И тој и оваа храна го крева Го крева и тој имунитет. тој имунитет. Тоа е клучно. И најклучното, Значи, според секој мене, што има автоимуна болест, нема со кревање на тој имунитет да си го загрози нема да си здравјето. го загрози здравјето. Напротив, ќе си го подобри. Клучното, според мене, особено кај жените, е што оваа храна доведува до хормонален баланс. Ние, женските суштества, особено, сме зависни од хормони. Сите болести од кои што ние патиме се ради хормоналниот дисбаланс. Кога се балансираат хормоните, исчезнуваат. Еве како Хашимото, сме виделе до сега, не знам, 20 на жени како со гумичка избришано. Не постои. Ремисија. После третмани. После програмата на Колку содетоксикација. програмата треба да трае за... За индивидуално. Индивидуално многу е. индивидуално. Добро, од до Па еве, од 3 па натам. Месец. 3 месеци па Нагоре. натаму. Зависи Но вие за што. имате, вие имате клиенти постојани. Ова што го видовме сликите. Да. Колку имате своји клиенти кои А редовно? постојани има на 10-20 клиенти кои што им е вкусно, кои што не може да си го бркаат денот со А не банички. за здравје, туку Не. Значи, сега ви кажа, 5% се само што имаат здравствени проблеми. 95%, тоа ни е најголемиот успех всушност на нас. Здрав човек да го натераш да јаде здраво. Тоа е успех. Превентивата. Значи, На некој ние начин контуација превентива. и немаме И не само клиенти тоа- вегани, што е многу интересно. Многу мал процент, може 20-тројца се вегани. Значи, Имаме произведено повеќе вегани од колку било која друга, не знам, веганска организација. што или постираат крави. убиени, според мене тоа е контраефект. Вие не сте вегани. Рековте дека Не сме вегани. Го знам него, заедно јадевме и буреки. Нормално. И Уште хамбургер. јадеме бурек. И хамбургер. А морам да признам дека ми донесоа нивна верзија на бурек, иако Тоа е. не го признавам ја тоа као бурек, но е едно изворедно вкусно јадење, оригинално е. Они го нарекоа бурек и ми го донесоа со гордост, бидејќи ме Деликатес. почитуваат и деликатес на вистина, тоа е од кисела зелка, дехидрирана, со нешто од озгора и така вака некое округло, многу вкусно, многу крцкаво. Бурек не го признавам, значи, но изворедна работа. Го немате на мени. Го имаме на мени. Како го имате на мени? Ами во конкретното во во конкретното го ресторанското немаме. мени го немаме, затоа што се прави со сирење кога Еве е го од- мените. Не, го немаме. Го немаме тука, не. Го немаме. Добро. А меѓутоа го правиме. По нарачка. Го правиме кога имаме и време, затоа што е едната варијанта, летната варијанта од лозов лист е со сирење од бадеми, како што ви кажав, сирењето се прави долго. И е бара многу посветеност бурекот за да се направи. Тие такви некои рецепти Не, денови бара за- Да, за денови и праење. плюс бара денови, да. Тие се рецепти на кои што сум ја посебно горда. Пробав, ми беше многу значајно и книгата кога ја пишував, да ја доближам живата храна до македонската кујна. Односно, Каде направивме е книгата? полнети пиперки. Браво. Браво. Супер сме. Супер сте. Добро што дојдовме денес. Супер. Повтори да видиш прва тепачка уживо на Полнети јаде бурек. пиперки, значи мусака, Така. турлитава. Тоа се има во книгата. И мене особено се го дадам, значи ќофтиња, нели, да ги крстиме со македонски имиња. И Така. вкусот да биде најприближен до оној вкус кој што ние го знаеме од бабите. Како се вика книгата? Мојата жива кујна. Стварно сте едно, уистина. Има едно прашање, купој
купи книга Мојата жива кујна. Еве, ова е книгата на Маја, на Тривита. Може да се купи, да се најде. Да. Ја има се уште. Ја има и кај нас вас. ја има, да. Има и Добро. кај нас, има и во И сега, Матица. еве, да кажам дека 2 книги ќе бидат набрзо готови. Така. Нови. Имам неколку поздрави. Ана Дуковска, Тина Македонија, Елизабета Трејковска и така натаму. Поздрави од нив. Имам едно конкретно прашање. Поздрави за нив. Живо здрави за вас. По-живо здрави. Поздрав е поздрав, ама ова по-живо здрав. Од каде набавувате стевија? Прашање. Од Рековте- Зегин. Од Зегин. Онаа грчката? Грчката, да. Грчката. И ја е користам, Да, таа е... па само внимателно. тоа е стевија. И внимателно со неа. Да, Многу е блага, јака. јака е, да. Па тоа е стевија. Да. Тоа, значи, така ќе разликувате што е стевија. Да, во едно хартиено, така Да, како да, хартиено да, што е, да. таа е грчка Така. стевија. Грчка стевија, точно. И таа е најквалитетна што ја најдов Во ја на моментов пазарот и точно случајно ја така. користам таа. Да. Зошто викаш внимателно со неа? Блага е многу. Блага е премногу за да не си ставите едно лажиче, па ко шекер Луѓе кои што ставаш не едно знаат лажиче. да не си помислат дека е За тулумба, Тулјумба. за баклјав, за експрес. И не сме направиле. експрес. Тоа. Тулумба не Баклава сте сум направили? направила. Баклава? Баклава сте О, правили? совршено изгледа. Кадаив не сме направиле. Да. Сме одамна, Одамна не да, сме инаку направиле сме Кадаив. направиле и Кадаив. Кажете ми програмата за слабење, дали ја користат и какви се резултатите Во таму? последно време многу ја користат, неверојатни се резултатите. Знаете, Што е тоа неверојатно? Неверојатно затоа И што се конкретни, слабе кажи ми. брзо, а здраво, се слабе со јадење, никој не е несреќен, значи губат килограми, се среќни, задоволни, имаат енергија повеќе од било кога. Дозволено им е да изедат неограничено количество дополнително на овош и зеленчук од тоа што ние им го даваме. Рака, јаткасти плодови, Секој рака што семиња. доаѓа е насмеан заради тоа што се чувствува подобро секој ден и секој ден се подобро, не многу важно не свиснува кожата. Добро. Како, кажи ми некои конкретни податоци? Можете на... Го имаш отворено на Фейсбукот на Маја? Не. Добро. Ќе го Таму има отворам. лични Сведоштва. сведоштва. И само ние го бришеме нормално името, Маја го брише името, Па, да не збориме ние, они зборат. повеќе на Бистро здраво живо ги има Ги имаш на Бистро сведоштвата. здраво живо? Да. Таму се има Еве сега последно имаше една и се уште е на програмата за слабење, си уплати трет пакет, која што го фрли инсулинот. За Инсулин. прв пат во животот, она Не сум 10 чул вакво нешто. 12 колку ден ги не има се такви. боцка. Тоа е лично нејзино сведоштво. Ова е твојот Facebook профил Да. и тука можете и да ти пишат за информации евентуално. На ако Бистро сакаш. здраво живо најдобро. На Бистро здраво живо на- таму е најдобро. Најдобро таму, Како да. RAW. Како сирово, да. Ето, RAW, не е тоа. И морам да ви кажам дека подисциплинирани се мажите кога станува збор за било која од не. програмите за слабење. Ова не е? Не, RAW. RAW. Морковче види, Бис кајмакче. Кајмак овде има Бистро. Јанко. RAW. Како raw food. И Ето. кај мажите има кај 95% има успех. Што е тоа? Еве, сакам само да ви кажам дека со вашата жива кујна ги сменив навиките, се чувствувам живо, лесно, здраво. За 6 недели ослабев 10 килограми, без киселини, надуеност, чувство на гадење, нагони на повраќање, кои претходно ми беа секојдневие. За 6 недели ниту еднаш не повторивте истиот оброк. Секој ден со нетрпение очекував да видам што вкусно и здраво сте ни спремиле дента. Крвната слика никогаш не ми била подобра, холестеролот и шеќер во нормални граници. Претходно 2 години наназад беа над горна граница. Терапија за хипотироидизам ми ја намали антителата за Хашимото, сега ми се мирни. Една од подобрите инвестиции. Ја исто тој го викав. Кога ослабев 30 кг ме праша колку си инвестирал. Ја викам поевтино, одошто ми кошташе стентот.
Завршуваме. Не ти треба Ова е ништо. се убаво, што го прочита, ама една работа само не ми е убава. Значи, некој го видел ова, тако зван доктор, и там, па не ме нервира, немаш да ме нервира. Се сакаш да влегуваш? Немам место во Не, емисијата. зашо едноставно цело време ми било пречка зашо не се спојат некои работи. Значи алтернативната медицина се спои со класичната медицина. Зашто не се спојат? Стивен Хокинг цел живот трага по теоријата на се за да го објасни универзумот. Добро. Затоа што се обидува само со физика, математика и логика да го објасни универзумот. И е можеби едно од најсовршените објаснувања што е све, но има во универзумот има многу и емоција, има и љубов, има и поезија, има и уметност кои се реалност, има енергии кои се недетектирани, така да теоријата на се, така што добро е што е вака, ќе се бориме, интуитивно ќе ги разбираме работите. Јас само ќе кажам, одев кај една приватна докторка за мојата диагноза и она ме гледа дека ми е секој ден се подобри. Јас си кажувам од што? Значи приватен лекар. Сама работи. Зошто едноставно не им каже, не мора мене да ме рекламира или за мене да зборува. Да им каже јади поздрава Абе, нека им храна. кажам јади поздрав. Зошто да им рече јади сега или тие? Зошто таа реченица? Абе, докторка од онкологија овде како и мене во Али емисијата зато има многу вика, добри доктори. храната нема везе со канцерот. И тоа. Добро. Ми интересира една работа. Дали доаѓате, често пати сте ми кажале дека сте веќе и на рапна сили, вработени, многу работа, испразнети рафтови на вистина, но не се ширите. Па не може да се шириме затоа што ова што го прочита, тоа е пред 2 дена. И тоа ти дава сила колку и да си преморен пак да продолжиш да работиш. Не се разбира. Не се шириме заради тоа што нема персонал. Нема персонал. Не можеме сами да постигнеме се. Сакаме да формираме тим, тешко оди работата, кога ќе видат колку има многу работа, се плашат. Многу работа има за оваа обработка. Има. Се сеќавам ова Џейми Оливер кога им викаше, кога му рекува Америка, готвачката вика да, здрава е, ефтина е, али значи Точно, таа брзата да, ми сакаше треба да им вика измени. пола сат да ја спремам, Да, оваа ова- здравата ми треба 2 Тоа сати да ја саати, спремам. точно така. Значи, Тоа има беше на реалноста. вистина има Да. и не само што има многу работа за спреми храната, има многу луѓе што доаѓаат со својата исповест, па тоа и психички ти одзема. Има многу, како да ви кажам, никогаш на вистина Ваква немаме... работа не ли би било идеално, Маја, да стане бренд и да стане франшиза и да има во секој град да се Па со шири? Господ напред мислам дека сега Дали имаме понуда за најголемиот град во светот, ќе видиме што ќе се случи. На добар пат сме. Њу Йорк? Тој. 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 Иди си бе, остави не заслужува. Нема да си идеме. Се шегувам. Нема Не да си одиме се ние, шегувам, ама се шегувам. франшизата да замине таму. Така Нема да ќе си биде идеме добро. ние. Не, Македонија сум. многу се ја Ако сака. не земете Тесла да возите после, така, не знам што. Гледај, Маја, сирова храна не можеш да ја набавиш нигде, која би можел да ја ставиш у ташна и да ја носиш. Не, или салата треба да биде, или некоја лоша. Но има неколку производи, Има. меѓу кои и овој, Има. ретко, Има и јас сум не е многу за реклама среќна. за ова, и протеински бар, рачно направен, кој нема шекер, све се состојки, роу баре, значи не е термички обработена храната во ова. Вкусно е, супер е, затоа што има кокос, има индиски орев, така нешто. Нема соја и слично. Мене ми е многу тешко и многу сум среќна што постои вакво нешто да се купам, пошто понекогаш и не ми се готви денеска. Сакам јас да си купам. Нели можете да дојдете, например, не знам, геврекот да го имате па во пакувања, па да направите 100.000 Има план за И тоа. тоа веќе селото ни е обработено, фабрика е на пат да се направи. Повторно станува збор за работна рака. Луѓето сакаат работа, ама не им се работи. Затоа Па овие американки, бе, Ана и Тина, сигурно ќе инвестираат у таков бизнес. Еве кажи. Еве ви Еве кажам, ви треба кажуваме. инвестиција и ко ќе треба видат у Њујорк, ко ќе видат што се дешава, ќе им текне. Значи комплетно Тамо планот Мијана. направен за крекери, направен е планот и буквално цела престанка, цел бизнис план го направивме. Крекери, стварно. На Крекер нема. вистина Крекери. се плачиме да почнеме само заради тоа што ние затоа што не знаеме дали ќе има вработени. Се плашиме од А тоа дали да ќе имате почнеме. работна сила? Да. Да,
Само тоа не сме Низ само тоа не сме Македонија ни почнали. најдоа простор во Охрид, во Битола. Во Белград беше готово со Маја Волк заедно да го отвориме. Во Белград нема вработени. Во Белград Што е се работела? отворат. Не знаеме што е работела. Па нели 3000 евра иде во Хрватска? Оди во Хрватска на 3000 евра на 2 месеци, а ние нудиме висока плата за Македонија. Така. И наместо да се ситуираат тука, мислат дека нели лесно заработени, брзо заработени пари им се посладки на луѓето. Ама кога во еден Белград не успеваме да најдеме персонал и таму Маја Волк е жената која што на вистина премногу ја прошири живата храна. Може еден совет да ви кажам од еден угостител кој размислува сериозно тоа да го направи, пошто секоја века година дена ги обучуваш, ги правиш ово, она и доаѓа мај месец, сите ми бегаат. И пак знам што ме очека и вика единствен спас ми е, во Бугарија има многу виетнамци и кинези. Вика кои и за помала пара би работеле многу поише и плюс тоа не им се враќа назад. Така да не знам, еве ви нафрли. Ние немаме никакво ограничување, значи ни во однос на ништо дошло и Турчин кај нас, ама пак кога ќе видат колку работи, 8 Многу сати не се днуваме. Нема место, Нема време за пауза. Нема, Многу е глупо. некогаш имало денови кога не имало време за во тоалет, како Не. и да звучи. Ако дали овој начин на исхрана и живот, значи трајно. Може ли да се излечам, да ослабам и после малце да ги олабавам мерките рестриктивни спрема мене? Да, ама кога ќе видиш колку ти е добро, зошто би го останеш. правил тоа? Кога ќе видиш колку се можеш да правиш, колку функционираш како целиот нормален свет, зошто да го правиш Не, тоа? зборам како него, барем да каснам бурек. Ама да и јас каснувам бурек, значи далеко од тоа дека не каснувам бурек. Ама зборувам дека 95% од животот ми е сирова Тоа. храна. Значи каснувам и месо, се кршам јајца за Великден, изедувам јајце, може тоа ми е едно во годината, ама сакам да кажам не е никаков проблем, не сум се лишила од ништо. Јас сум мераклја за благо, еве да ви кажам, и многу сакам парени блага, попарени што не можеш да ги направиш во жива кујна. Шеќер паре. Шеќер паре, татли, не знам, се тоа ми е превкусно. Татли. Нема да речам не, баклава. Никогаш нема да кажам не, ама ќе Шеќерот е изедам јако едно добро. парченце, после тоа ќе си испијам смуди, знам дека Ви посакувам многу успех, искрено. Фала. Благодариме. Стварно би го сметал за неуспех да не видам уште 10 ресторани. Не само во Македонија, у светот. Ова е прекрасна идеја. Многу имате вложено, очигледно, многу имате направено и ова стварно да се умре. И вака, следното да ми дојдеш со пакет чинија. Океј, само малце поубав дизајн. да. Буци на касница. Да ми одговара на бистрото. Апсолутно се сложил. Фала ви уште еднаш и виште. Благодариме Фала за на тебе. поканата, особена чест. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.